Пред 10 дена на 18 април стапи на сила обврската за супермаркетите, аптеките, продавниците за технологија и мебел да ги објавуваат цените на производите на своите веб страници. Цените треба да бидат достапни без потреба од дополнителна регистрација или најавување, за граѓаните да имаат бесплатен пристап, но колкумина всушност одат онлайн за да ги проверат. Не, на онлайн не гледам, не. Зашто? Па што знам. Така сум навикната. Секогаш брзам нешто и тоа. Не. Одам често пазарам, тоа што е прикажано на рафтовите, тоа и земам. Дали е многу, дали е малку, знам дека исти производи во различни фирми, различни маркети и различна цена. И тоа е еден вид на проверка, дали навистина се прави тоа или се отстапува од тоа. И треба контрола, треба многу инспекцијски проверки. Значи на се. И на храна се поминат рок пред се. Значи да нема храна која што еве ќе се подзаскрие позади или некако така, па човек ќе земе, а таа се поминат рок. Ја враќаат се, разбирам, меѓутоа треба тоа да се контролира. Утре пазарниот инспекторат ќе треба да излезе со првите податоци за тоа колку мали, средни и големи трговци кои вршат малопродажна дејност ја почитувале одлуката за објавување на цените преку интернет, поточно тековната продажна цена, единичната цена, промотивната или намалената цена. Најавено е дека непочитувањето на одлуката може да ги чини трговците и до 10.000 евра.